Македонците ретко носат одлуки да го осигураат имотот по своја волја. Природните катастрофи кои што се почесто се случуваа во изминатиот период, само делумно влијаеле врз големувањето на свеста на граѓаните за склучување осигурителни полиси. Од Агенцијата за супервизија на осигурување сметаат дека е неопходна едукација на населението за да знаат дека осигурувањето е инвестиција, а не луксус. Споредено со лани, бројката на склучени полиси за осигурување на имот од земјотреси, поплави и осигурување на земјоделски посеви бележи пат. Подем се забележува само кај здравственото осигурување. Да, осигурен сум. Лично и имовината и така. И добивате ли бенефиции од осигурањето? Па сега уште не е тоа кога ќе настанат незгодите, тогаш се добиват. Па ние не, само кола осигуруваме. Јас имаше камион порано, направиме сообраќај, ништо не ме плати осигурување. Сега има некој сега, пое добро сега. Па искрено, мислам дека се добри поголем дел од можностите кои што се нудат. И осигурителни полиси, особено за дом. И по мене искрено и осигурување животно е во ред. Полисите за задолжително осигурување од автоодговорност зафаќаат 45,24% во осигурителниот сектор. Пат се забележува кај земјоделското осигурување, за тоа зголемувањето на перцепцијата за незадолжително осигурување ќе биде во фокус идниот период, велат од Агенцијата за осигурување. Од Агенцијата за осигурување исто така тврдат дека е потребна дисциплина кај компаниите за плаќање на штети. Статистиката покажала дека до 2015 година пристигнувале во просек 200 представки годишно од незадоволни граѓани, додека во 2017 година имало само 97. Од Агенцијата за супервизија на осигурувањето најавуваат дека наскоро ќе се започне и со продажба на полиси за автоодговорност и преку интернет. Политичката криза не влијала негативно на секторот во услови на зголемена неизвестност, сепак осигурувањето расте, велат од Агенцијата.